Време е за првиот разговор во денешната утринска програма. Како што најавив на почеток, наш гостин, доктор Оливер Јовковски, пулмолог во Аџибадем Систина. Добро ви утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Добро утро. Докторе, живееме во стресно време, кога секој еден човек се грижи за своето здравје, затоа што е на удар на пандемијата COVID, на удар сме сите, но покрај тоа сме на удар нели на сезонски грип, на загадениот воздух, сето тоа влијае на нашето здравје, на респираторните заболувања. Колку се чести во овој период од годината, сега настрана од пандемијата. Значи, во овој период од годината вообичаено е да се содрувате со зголемен број на пациенти кои што имаат проблеми со респираторни заболувања. Секако општо познато е зимскиот период, групирањето на луѓето во зимскиот период на затворен простор доведува до подобра можност за трансмисија за сите респираторни заболувања кои што најголем дел се предизвикани од вируси, инфлуенца, параинфлуенца, аденовирус и сега во поново време исто така еден респираторен вирус кој што по истите патишта се пренесува, меѓутоа по своето однесување и болеста која предизвикува една сосема нова појава, коронава. Тие секако сите овие работи влијаат на свој начин и дури би рекол синергистички, значи здружено делуваат на оштетување на дишните патишта, така да во овој период пулмолозите се занимаваат во најголем дел со горно-респираторни, кои што вообичаено се благи. Во оваа ситуација со ковидот ние имаме проблеми со пациенти кои што се со сосема друга клиничка слика и бараат нешто што досега многу ретко сме го среќавале, така да мора сите јавноста и медицинската јавност, меѓутоа и лекарите да се навикнат на една нова група на симптоми и на нови појави кои што досега во најголем дел ексклузивно пулмолозите и анестезиолозите, значи недостаток на воздух, како многу сериозно нарушување, иако на прв поглед не делува така, меѓутоа еден човек познати беа болестите кои што предизвикува потешко дишење и недостаток на воздух. Да кажеме, иако беа доста чести, не беа толку познати на пошироката јавност, бидејќи го добиваа една група луѓе која што, да кажеме, имаа хронични заболувања на белите дробови долг временски период претходно и да кажеме се наоѓаа некаде при крај на својот животен пат и очекувавме дека луѓе од таа популација. Сега е новата појава е дека кај многу млади луѓе гледаме еден недостаток на кислород, една глад за воздух, за кислород, која што е всушност многу комплицирана за лечење. Тоа е основната појава со која што се среќаваме во овој период на пандемијава. Така, и со која што се трудите со сите сили да се изборите, наспроти тоа што имаме се поголем број заболени и имате се повеќе работа. Еве, значи живееме веќе со оваа пандемија со месеци наназад, заштитните маски ни стана нешто задолжително во тек на целиот ден. Се уште постои таа дилема каква маска да се носи, која маска најмногу штити, која најмалку, но и како, не само како правилно да се употребуваат, како и да се одржуваат маските и колку време може да се користат за да бидат ефикасни. Тука се уште правиме грешки при користењето на тие маски. Секако корисни, најмалку корисни би рекол се секако платнените маски кои што па се употребуваат најшироко. Тоа е во секој случај познато, тие многу малку заштитуваат, значи 20 до 40% од она што може да се сретне како капки аеросол кој што може да содржи вирус,
така да е ризикот за пренесување и покрај тоа што носите маска може да биде сериозен. Да, зашто често пати велат луѓе што се заболени, велат цело време носев маска и пак патиштата на добив трансмисијата се корона. многу непредвидливи, така да многу тешко, знаете дека последниве денови, последниве месец-два, преку 80% од заболените, новозаболените, немаат поима на кој начин или од кого добиле или во кого биле со контакт, така да оние класичните епидемиолошки мерки сега имаат многу послаб ефект. Потоа доаѓа на обичната хирушката маска, која што е релативно пристапна по цени и ја има секаде. Таа која е за еднократна употреба. Па таа е всушност за еднократна. Проблемот е со дишењето, издишуваме голем дел на влага. Влагата ги оштетува тие вкрстени синтетички влакна од кои што се направени маските и ја намалува незината ефикасност во здржување на аеросолите во кои што се наоѓа вирусот. Третата е оние маски кои што се изработени за намена да филтрираат воздушни партикулати, воздушни честички, они N95 и N97 и N99 маски, кои што се нешто поскапи, малку потешко достапни, иако сега гледам ги има па на секаде. Може би тие би биле најоптимална опција со тоа што секако подразбираат дека ќе треба на неколку дена, тоа е всушност траењето, би требало да се менува. Постојат разни варијанти за рециклирање, всушност да се изложат на ултравиолетови зраци во рок од 20 до 30 минути, да се печат во рерна, меѓутоа сето тоа се некои... Да се прскаат со алкохол заради тоа не е баш дезинфекција, најдобра опција, бидејќи се оштетува на еден начин било која влага не погодува на некои физички својства кои што ги поседува. Со тоа што да ви кажам дека еден дел од овие партикулатните маски, еден дел од нивната ефикасност е всушност во тоа што на нивната површина постои негативен електричен набој кој што всушност ги одбива партикулатите во воздухот. И тоа е еден дел од нивната ефикасност. Тој дел не им погодува таков вид на печење, варење, прскање, влажење, се губат тие својства. Значи, ако се обидуваме да заштедиме, односно да го продолжиме животниот век на една маска, директно влијаеме на квалитетот на истата и на заштитата. Да, затоа сакав и да ги спомнеме сите овие работи, затоа што често во пракса луѓето грешат, нели, сакајќи да бидат практични и да си олеснат на себе. И немаат сите можност да обезбедат најсоодветна маска. Овој период од годината е период кога традиционално се соочуваме и со енормно загадениот воздух, што дополнително влијае на дишните патишта, на нашиот имунитет и на ослабувањето на истиот. И сега кога веќе сме во една ваква ситуација да се браниме од коронавирусот, да дишаме нечист воздух, што е она што треба да го правиме и што би го препорачале како превентива за сите? Сите да одиме на планина, веројатно, ама знаете, тоа не е реално. Ако секако животот во оваа современа, да кажеме, западноевропска цивилизација подразбира дека живеете во град, најголем дел од популацијата. Знаете, градовите секаде хипертрофираа, станаа големи, станаа нефункционални, да кажеме, станаа големи метрополи, сите градови со сите своји својства што ги имаат, и добри и лоши. Еве ги гледаме, мислам, сигурно најдобра заштита би било да се живее надвор од град, меѓутоа тоа не може, наставно луѓето живеат како што живеат, како што донело ова цивилизацијско ниво да живееме како што живееме, тогаш сме изложени на сите ризици. И загадување, и помалку движење, и све што си оди со тоа. И јасно, реално го плаќаме данокот на тој модерен реално живот. и за тоа тие некои нови болести заболуваме на некои нови начини, сето тоа е тоа. Од тоа
јас не постои некој посебен рецепт како да се избегне. Освен ете, што почесто на планини, нормално, здрава исхрана, умерена физичка активност. Сигурно 2-3 часа на планина нема многу да променат во тоа што поминуваме останатите делови во град со овој живот каде што го живееме, секако. Но ќе придонесат ете за зајакнување на имунитетот и на организмот. Сега веќе, кога ни стана реалност оваа пандемија на вирусот, сите кога ќе кивнеме, кога ќе се накашлам или кога некој друг ќе се накашла, веднаш се појавуваат прашања, леле се накашлав, да не имам вирус. Како да ги препознаеме симптомите на коронавирусот и како да ги разликуваме од сезонскиот грип, затоа што паралелно се чести сезонските настинки и грипови. Така, јас би можел да ви кажам од некој искуство дека всушност синдромите, симптомите со кои што започнува и короната и останатите горно-респираторни, не сум комплетно убедени дека сите доктори можат да ги разликуваат. Постојат одредени патеки, насоки, гајдлайнси, кои што реално мислам дека не се воопшто корисни за широката популација и не можам да препорачам секој по дома да си ги толкува, интерпретира или замислува симптомите, бидејќи тоа води во погрешна насока, во многу пропуштени денови кога може одреден пациент да му се помогне на некој начин. Јас би препорачал секако во консултација со матичен лекар или специјалист доколку е достапен, иначе тоа е еден голем проблем во денешно време, достапноста на до специјалисти кои што работат со оваа проблематика. Така да, јас би рекол, јас би препорачал, нема веројатно сите да согласат од медицинската јавност со мене, разграничување на симптомите е многу тешко и да не се обидуваат по дома да ги интерпретираат. Проблемот е дека со коронавирусот има разни појавни форми, зборам како клиничка слика, почетните симптоми, кои што секогаш се исти со еден општ инфективен синдром. Тој постои познат е од многу години претходно, општ инфективен синдром, слабост, малаксаност, болки во коски, покачена температура. Тоа може, меѓутоа, и од оваа клиничка слика има одредени отстапувања. Некои луѓе имаат лесни болки, некои имаат потешки, некои имаат повеќе главоболка, некои повеќе болка во мускулите и коскиниот систем, некои имаат помалку или повеќе температура, така да интерпретацијата би ја препуштил на некој кој што може да го направи. Всушност би рекол и лекарите малку потешко ја препознаваат клиничката слика. Еве јас да кажам, оваа година прегледав многу пациенти, обична банална воспаление на белите дробови, лобарна пневмонија, можам да ви кажам дека немам видено оваа година. Дали не доаѓаат, пијат луѓето многу антибиотици по дома, веројатно и на тоа прашање треба да поразговараме, да пробаме да ја запознаеме, едуцираме јавноста. Не е можно да нема, меѓутоа веројатно луѓето плашејки се од потешки форми на заболување како ковид пневмонија, овие обичните воспаленија ги преседуваат дома. Едноставно не доаѓаат да се сликаат и ми изгледа лесно во денешно време. Не знам, тоа е мојата теорија. Со оглед на ситуацијава или не? Не можам да ви кажам, тоа е, секако дека не е правилно, меѓутоа голем проблем е достапноста на до лекарска грижа или до лекар кој што работи со оваа специјалност. Инфектолозите, знаете, се занимаваат единствено со тоа, иако, не знам дали знаете, инфектологијата е гранка која што и кај нас е поделена на подгранки. Значи, постоја инфектолози кои што се занимава исклучиво со третирање, не знам, на респираторни
заболувања, потоа инфектолози кои што занимаваат со хепатални вирусни заболувања, хепатити, некои, еве и директорката на инфективната клиника исклучиво со ХИВ-СИДА, така да и они беа поделени на гранки, сега сите се занимаваат само со едно. Потоа, еве јас малце би се само критикувал, бидејќи за пулмолозите, еве, ништо не слушнавме оваа година, мој впечаток. Тука можеше да се организира, да се едуцира, да се јавноста, меѓутоа и медицинската јавност, зборам за општите лекари и другите лекари кои што работат, бидејќи сега сите специјалности почнаа да работат со ковид пациенти, тоа налага ситуацијата, гледате офталмолози, орал лекари кои што мое лично мислење е дека всушност не знам колку можат да помогнат, меѓутоа идејата е да им се пружи колку може посоодветна медицинска грижа на што поголем број на луѓе. Сега тоа дава соодветни резултати, за тие резултати ќе дискутираме во наредните години, меѓутоа како општество не сме баш само критични и имаме кратка меморија, веднаш забораваме што било, ви гарантирам веќе таму некаде идната или следната година после тоа веќе ќе забораваме сите работи и за следната пандемија нема да бидеме доволно подготвени. Да, па и се надевам дека во нашите животни векови нема да ја дочекаме, меѓутоа еве кој тоа може да ви каже, да. Да, и очигледно е дека и не се подготвивме доволно после оној прв бран кој што ни се случи пролета во март, значи летниот период не го искористивме. До сите нас како општество и до сите надлежни дека не се подготвивме. Тоа е најреалната презентација на ситуацијата. Имаше многу мерки што може и треба, сите знаеа дека ќе треба кислород. Мој впечаток, јас за тоа вака имав јас сум небитен во оваа приказна, меѓутоа се знаеше дека ќе треба кислород. Требаше да има некој кој што треба да знае. Институциите тоа се платени да планираат, да знаат, да предвидуваат и да превземаат мерки. Ќе треба кислород во соодветна доза, соодветна на повеќе места, требаше да се планира, не знам, резерви, резервоари, мобилни, не знам. Да, и за во останатите градови не се да се инженер, да се концентрира во Скопје, пациенти не може да доаѓаат од цела Македонија тука, затоа што некогаш драгоцено е времето што се губи секоја час, па и секоја минута. Добрата вест во ваквата ситуација е што сепак нели медицинава и технологијата одат напред, па еве веќе добивме и тестови кои што нели при едно исто тестирање може да одредат дали некој е заболен од ковид или од сезонски грип. Вие ги правите во сестина тие тестови? Да, кај нас ново запонута дека реално предвидувавме ќе биде проблем сезонските горно-и долно-респираторни заболувања и нивната дистинкција, бидејќи протоколите за лекување и за третман се сосема различни и сосема различни лекари се спроводат. Кај нас во понуда постои комбиниран тест, значи PCR тестови се тоа, се испитуваат, се наоѓаат прилика неколку карактеристики, неколку делови од ДНК молекулата на вирусот, на COVID, на SARS-CoV-2 и на вирусот на инфлуенца А и Б. Значи во комбиниран тест, кој што е релативно пристапен за пошироката јавност, се закажува лесно по телефони и исто тоа може да разграничите со кое заболување горно-респираторно. Верувам дека во овој месец декември, јануари и февруари ќе биде многу актуелна, ќе бидат актуелни овие заболувања, бидејќи всушност инфлуенцата обично почнува како појава некаде крајот на ноември со спорадични случаи, меѓутоа е поизразена некаде втората половина на декември, јануари до февруари. Тоа значи дека особено предстојниот период сите треба да бидеме многу внимателни, да пазиме на себе,
да носиме заштитни маски, да почитуваме дистанца, да миеме раци и да внимаваме на здравието. Да... Секако тоа ќе биде лајтмотив на оваа зима. Така, во однос на исхраната, на додатоците на исхрана кои што може да ни помогнат да бидеме поотпорни на тие респираторни инфекции, некој совет, докторе? Не можам да препорачам некој, бидејќи да ви кажам од купиштата лекови кои што се продаваат во аптеките, еве, моето искуство, одам во аптека, таму сите бараат лекови за имунитет, не знам, сам кажано, не постои ни еден лек кој што го подобрува имунитетот. Сите тие, значи постои цела индустрија која што продава супортивни суплементи, помошни лекови, кои што се викаат лекови, всушност нивното дејство никогаш не е докажано во клиничка студија, меѓутоа луѓето сакаат да веруваат во таблети, тоа од секогаш сакале, и во напивки, во свето тоа, меѓутоа ниеден лек не делува на имунитетот. Значи, освен здравата исхрана која што знаеме содржи елементи на овошје, зеленчук, здрави масноти во вид на масла кои што се познати со милениуми, маслиновото и за тоа, здравиот живот, физичката активност, друг начин да го подобрите вашиот имунитет не постои. Нема волшебна таблетка, што ќе се напиеме и ќе ни гарантира добар имунитет. Верувајте, ние на сите би препорачале да постои, меѓутоа баш напротив во илјадници студии докажано дека сите тие имунали, не знам, не ги знам ни имињата, не сакам да ги знам, немаат никакво позитивно дејство, всушност плацебо. Сега, знаете, и само довербата после таблетата е еден вид, така, може да се нарече само доверба, меѓутоа тоа е, се осеќате подобро, веројатно, и за тоа може многу да се дискутира, тоа е посебна тема во медицината, дали тоа што се осеќате подобро е навистина доволно резултат на некоја таблетка или чисто на самата сугестија и на мисла. Докторе, ви благодарам многу за одвоеното време. Знам дека овој период на вистина имате многу врски и многу пациенти. Јас ќе ви посакам добро здравје, што повеќе излекувани пациенти, а верувам дека со вашето гостување, со нашиот разговор, успеавме пак да разрешиме некои дилеми и да им помогнеме на сите оние што не гледаат како подобро да се заштитат себе си и да го сочуваат своето здравје. Благодарам на поканата во секој случај. Останете ви и понатаму со нас, одиме сега со малку музика.